Важно е кај децата уште од најрана возраст да се развива и негува толеранција и почитување на различната кон нив и по вера, раса, култура, етникум. Во овие вести разговарам со Катарина Конеска од Меѓаши. Добар ден, кажете ми на регионалниот семинар кои конкретно методи беа предложени како кај децата да се научат да се развива таа толеранција кон поинаквите од нив? На регионалниот семинар кој што се одржи изминатата недела беа применети многу методи и техники за работа со децата, но би го издвоила како особено карактеристичен начин за работа со децата работа со персонализирани кукли. Имено станува збор за кукла која што има личност, има свое име, карактеристики, своји особини, кои што живее во семејство и живее во заедница. Така возрастната особа која што работи, односно воспитувачите кои што работат во предучилишните установи со децата со својот глас и даваат живот на оваа кукла и ја внесуваат во групата за работа со деца. Со тоа што се настојува да се карактеристиките кои што ќе се дадат на оваа кукла да бидат поразлични од особините кои што ги имаат мнозинството присутни дечиња во групата. Идејата на тој начин на децата да им се представат различностите со цел полесно и подобро да ги прифатат сите оние што се поразлични, но на некој начин и многу слични на сите нив. Од каде се овие искуства, кој ги пренесуваше и како функционира таму? За време на регионалниот тренинг кој што се одржа во Скопје, на кој што учествува повеќе од 80 воспитувачи од неколку земји во регионот, своите искуства ги пренесе тренерски тим од Северна Ирска. Тие ги пренесоа своите искуства и методи на работа кои што ги користат за градење на мирот, за работа значи на програми за градење на мирот со мали деца, на надминување на оние предрасуди и стереотипи кои што постојат и работа со децата и со нивното семејство со нивните погледи кон опкружувањето. Овој семинар беше за воспитувачи од градинки, меѓутоа колку е битно и што е битно да знаат и родителите да ги воспитуваат децата од најрана возраст во однос на толеранцијата кон другите. Да, веќе споменав, значи освен за работа со воспитувачи се предвидени методи за работа со родителите, затоа што родителите и семејството се круцијалните компоненти во подигнувањето и во правилниот раст и развој на децата, па токму за време на овој семинар кој што се одржа во Скопје, освен што беа споделени искуства од Северна Ирска, беа и од сите присутни од регионот, како тие ги вклучуваат децата во својата работа, односно имавме значи од Република Македонија како земја домаќин, имавме од Србија, Хрватска, Црна Гора, Албанија, Косово, гостинките од Северна Ирска. Што велат од таму? Дали овие програми, методи биле успешни? Какви резултати покажале? Да, методите покажале дека се успешни, токму затоа и ги споделуваат тука со регионот, меѓутоа можам да кажам слободно дека и представниците од регионот и од Република Македонија имаат значи што да споделат како искуство и ова беше едно прекрасно место да се предлабочи соработката. Јас гледам, значи бев таму присутна цело време каде што се разменуваа контакти, телефони со цел значи да останат и во еднина во комуникација. Благодарам многу што бевте дел од вестите на Канал 5.